После кратка пауза продолжуваме со снимање на видеата од ниво А2 од YouTube каналот Германски јазик онлайн. На ваше барање, во ова видео ќе ги објаснеме и извежбаме глаголите со предлози во германскиот јазик. Пред да започнеме, не заборавајте да направите subscribe и да не следите на Instagram за тоа кога објавуваме нови видеа. Во ова видео, како што кажавме, ќе учиме за вербен mit festen препозиционен или глаголи со постојани, односно трајни предлози. За почеток ќе кажеме дека тој тип на глаголи ги има во номинатив, многу малку, потоа во акузатив и во датив. За секој од овие глаголи ќе кажеме примери, кои се предлозите и ќе извежбаме некои реченици за крај. Да започнеме. За почеток, што се тоа глаголи со постојани или трајни предлози? Тоа се глаголи кои имаат свој предлог, кој секогаш се користи со истиот глагол. За тоа кој глагол со кој предлог се користи, се учи на памет. И нема некое посебно правило. Да видиме пример. Глаголот zweifeln во превод се двоуми со предлог an се добива глагол со постојан предлог zweifeln an или се двоуми за. Или глаголот einladen кој значи поканува со предлогот zu, einladen zu или поканува на. Дали глаголот со предлог зависи од падежот на реченицата. Секако, секој од глаголите со постојани предлози спаѓа во одреден падеж. И за секој глагол одговара посебен падеж. Поради тоа треба да се учи на памет кој глагол со кој падеж одговара. Друго прашање е дали глаголот со предлог зависи од времето во реченицата. Без разлика глаголот во кое време се изговара, минато, сегашно или идно, секогаш се користи заедно со својот предлог. А дали глаголот со предлог зависи од типот на глаголот. Без разлика на типот на глаголот, постојат глаголи со постојани предлози. Постојат правилни, неправилни и делливи глаголи со постојан предлог. Ке дадем еден пример за деллив глагол со предлог. Например, глаголот teilnehmen или учествува, заедно со предлогот an, би имал малце поинакво значење. Teilnehmen an или учествува на. Например, учествува на надпревар, учествува на протест и слично. Кои предлози се додаваат на глаголите за да станат глаголи со постојани предлози? Има голем број на предлози, зависно од падежот на реченицата, како што кажавме претходно. Например, über, bei, mit, nach, auf, von, für, aus, zu, an, vor, nach, го споменавме еднаш, in,
unter, als, gegen и многу други. Овие се најчесто користените предлози и за повеќето од нив ќе прочитаме и примери и ќе објасниме. За почеток, глаголи со постојани предлози во падежот номинатив, ќе споменеме само еден предлог, бидејќи во номинатив се ретки глаголите со предлози, предлогот als, например, глаголот gelten или важи, ако го користиме како глагол со предлог, gelten als или важи од. А сега да продолжиме со падежот акузатив, за кој имаме голем број на глаголи со постојан предлог. Започнуваме со предлогот über, кој се користи во акузатив. Например, глаголот abstimmen или усогласува или гласа, како со предлог би бил abstimmen über или гласа за. Пред да ги наброиме другите примери, да споменеме дека делливите глаголи во овие табели ќе ги обележуваме со ѕвезда. Како во примерот како abstimmen. Следен глагол sich ärgern или се нервира, се лути, како глагол со предлог sich ärgern über, се нервира за. Aufklären, објаснува, aufklären über, објаснува за. Sich aufregen, се вознемирува, sich aufregen über, се вознемирува за. Berichten, известува, berichten über, известува за. Sprechen, зборува, sprechen über, зборува за. Diskutieren, дискутира, diskutieren über, дискутира за. Erschrecken, се изплашува, erschrecken über, се плаши за. Reden или разговара, reden über, разговара за. Sich freuen, се радува, со предлог би било sich freuen über, се радува за. Erzählen, раскажува, erzählen über, раскажува за. И sich informieren, се информира, sich informieren über, се информира за. Следен предлог во акузатив, предлогот auf. Например, глаголот achten или внимава, со предлог achten auf или внимава на. Ankommen, кој е деллив глагол, со значење пристигнува, како деллив глагол со предлог би било ankommen auf или пристигнува на. Antworten, одговара, antworten auf, одговара на. Aufpassen или внимава, чува, aufpassen auf, внимава на. Sich beziehen, се однесува, sich beziehen auf, се однесува на. Sich einigen, се согласува, sich einigen auf, се согласува на. Sich freuen, се радува, sich freuen auf, се радува на. Hinweisen, укажува или посочува, кој е деллив глагол.
hinweisen auf укажува на. Kommen или доаѓа, kommen auf доаѓа на. Sich konzentrieren се концентрира, sich konzentrieren auf се концентрира на. Reagieren или реагира, reagieren auf реагира на. И warten или чека, warten auf чека на. Освен што ќе научиме некои глаголи со предлог, во ова видео ќе ги извежбаме и глаголите кои веќе ги знаеме од претходните видеа за глаголи, но и ќе научиме некои нови глаголи. Со тоа ќе ни се подобри нашиот вокабулар. Продолжуваме со следен предлог. Предлогот für, например, ausgeben или троши, кој е деллив глагол, ausgeben für, троши за, е деллив глагол со предлог. Sich bedanken се заблагодарува, sich bedanken für се заблагодарува за. Danken или благодари, danken für благодари за. Halten држи, halten für се држи за. Sich einsetzen вложува, sich einsetzen für се труди за. Sich entscheiden одлучува, sich entscheiden für одлучува за. Sich entschuldigen се извинува, со предлог би било sich entschuldigen für се извинува за. Sich interessieren се интересира, во sich interessieren für се интересира за. Kämpfen се бори, kämpfen für се бори за. Sein е глаголот е или глаголот sum, со предлог би било sein für или е за. Sorgen или се грижи, sorgen für се грижи за. И stimmen или гласа, stimmen für гласа за. Следен предлог во акузатив, предлогот sich bemühen или настојува, sich bemühen се бори за. Sich bewerben се пријавува, со предлог би било sich bewerben се пријавува за. Потоа глаголот bitten или моли, со предлог би бил bitten моли за. Sich drehen се врти, sich drehen се врти околу. Gehen оди, gehen оди во. И sich kümmern се грижи, sich kümmern се грижи за. Следен предлог во акузатив е предлогот an. Да прочитаме некои примери. Например, глаголот denken или мисли се променува во denken an или мисли на. Sich erinnern се сеќава, sich erinnern an се сеќава на. Sich gewöhnen се навикнува и sich gewöhnen an се навикнува на. Glauben верува или мисли, смета дека, glauben an верува во. Sich halten се држи и sich halten an се држи на или се држи за.
Schicken испраќа или праќа се променува во schicken an или испраќа на. Schreiben пишува. Schreiben an пишува на. Следен предлог, предлогот gegen, impfen или вакцинира, impfen gegen, вакцинира против. Kämpfen се бори, kämpfen gegen, се бори против. Protestieren, протестира, protestieren gegen, протестира против. Sich schützen се брани или штити, sich schützen gegen се брани от. Sein е, sein gegen е против. Stimmen или гласа, stimmen gegen, гласа против. Следен предлог е предлогот in. Например, sich verlieben се влюбува, sich verlieben in се влюбува во. Со тоа завршивме за глаголите со постојани предлози за падежот акузатив, а сега продолжуваме со падежот датив. Првиот предлог за падежот датив е предлогот mit. Anfangen или започнува. Anfangen mit започнува со. Anfangen е деллив глагол. Aufhören или прекинува, стопира. Aufhören mit прекинува со. Beginnen започнува, beginnen mit започнува со. Sich beschäftigen се занимава и sich beschäftigen mit се занимава со. Diskutieren дискутира, diskutieren mit дискутира со. Rechnen пресметува, rechnen mit пресметува со. Sprechen, sprechen mit зборува со. Streiten се расправа или се кара, streiten mit се кара со. Telefonieren зборува на телефон и telefonieren mit зборува на телефон со. Sich treffen се среќава, sich treffen mit се среќава со. Sich verabreden се договара и sich verabreden mit се договара со. И последен пример за овој предлог, vergleichen или споредува, со предлог е vergleichen mit споредува со. А сега да видиме друг предлог за падежот датив е предлогот by. Sich bedanken се заблагодарува, sich bedanken bei се заблагодарува кај. Sich beschweren се жали, sich beschweren bei се жали кај. Sich entschuldigen се извинува, sich entschuldigen bei се извинува кај. Sich erkundigen се распрашува, sich erkundigen bei се распрашува кај. Helfen помага, helfen bei помага кај. Sich informieren се информира, sich informieren bei се информира кај. Zuschauen наблюдува, кој е деллив глагол, zuschauen bei наблюдува кај. И zu sehen гледа, zu sehen bei гледа кај. Следен предлог, предлогот von. Abhängen
зависи, abhängen von, зависи от. Erfahren, дознава и erfahren von, дознава от. Sich erholen, се опоравува. Sich erholen von, се опоравува от. Erzählen, разкажува. Erzählen von, разкажува за. Handeln, действува или постапува. Handeln von, постапува за. Hören, слуша. Hören von, слуша за. Träumen, сонува. Träumen von, сонува за. Überzeugen, убедува. Überzeugen von, убедува за. Verstehen, разбира. Verstehen von, разбира за. Wissen, знае. Wissen von, знае за. И reden или разговара. Reden von, разговара за. Следен предлог за датив, предлогот zu. Глаголот auffordern, повикува. Auffordern zu, повикува на или повикува кај. Einladen, поканува или кани, кој е деллив глагол, се променува во einladen zu, поканува на или поканува кај. Führen, раководи или управува. Führen zu, управува на. Gehören припаѓа. Gehören zu, припаѓа на. Gratulieren, честита. Gratulieren zu, честита за. Kommen доаѓа. Kommen zu, доаѓа кај. Schicken, испраќа. Schicken zu, испраќа на или испраќа кај. Следен глагол überreden, се премислува. Überreden zu, премислува за. Предлогот an, arbeiten, работи. Arbeiten an, работи на. Sich beteiligen, учествува. Sich beteiligen an, учествува на. Erkennen, препознава или согледува. Erkennen an, согледува на. Fehlen, недостасува. Fehlen an, недостасува на. Hindern, пречи или попречува. Hindern an, пречи на. Leiden, страда или пати. Leiden an, страда или пати за. Liegen, се наоѓа или лежи. Liegen an, се наоѓа на. Sterben, умира. Sterben an, умира за. Teilnehmen, кој е деллив глагол, учествува. Teilnehmen an, учествува на. Zweifeln, се двоуми. Zweifeln an, се двоуми за. Е истиот пример од Zweifeln кој го кажавме на почетокот на ова видео. Следен предлог е предлогот nach. Sich erkundigen, се распрашува. Sich erkundigen nach, се распрашува за. Fragen, прашува. Fragen nach, прашува за. Riechen, мириса. Riechen nach, мириса на. Schmecken, вкусува. Schmecken nach, има вкус на. Sehen или гледа. Sehen nach, гледа кон. Следен предлог, предлогот aus. Bestehen, се состои. Bestehen aus, се состои од.
предлогот vor, sich fürchten, се плаши. Со предлог би било sich fürchten vor, се плаши од. Sich schützen, се штити, sich schützen vor, се штити од. Warnen или предупредува, warnen vor, предупредува за или предупредува од. И последен предлог за датив е предлогот unter. Да видиме еден пример. Leiden, страда или пати. Leiden unter, страда или пати од. А за крај да прочитаме некои реченици за пример за сите овие глаголи да станат појасни. Ich warte auf den Bus. Јас чекам на автобусот. Со црвена боја се означени глаголите кои се конјугирани во речениците, се разбира, и исто со црвена боја и предлогот за соодветниот глагол. Следен пример. Im Urlaub habe ich immer nur an dich gedacht. На одмор јас мислев само на тебе. Ich schreibe über die Schule. Јас пишувам за училиштето. Ihr solltet euch direkt beim Arzt gehen. Вие требате директно кај доктор да одите. Ich entschuldige mich für Verspätung. Јас се извинувам за доцнењето. Од овие реченици можеме да забележиме дека не секогаш глаголот и својот предлог се наоѓаат еден до друг во реченицата. Mit wem hast du die ganze Zeit telefoniert? Со кого ти зборуваш цел час? Die Arbeiter protestiert gegen die Lohnkürzung. Работникот протестира против намалување на платата. Wir freuen uns über das Geschenk. Ние се радуваме за подарокот. Willst du mit mir spielen? Сакаш ли ти со мене да играш? Ich kann mich nicht an das kalte Wetter. Јас не можам на ова ладно време. Interessiert für Sport. Тој се интересира за спорт. Ich möchte mich über die Arbeit informieren. Јас сакам за работата да се информирам. Immer muss man auf dich warten. Човек мора секогаш да те чека. Sie ist gegen diesen Vorschlag. Таа е против овај предлог. Der Sohn hat sich in meine Tochter verliebt. Синот се заљуби во мојата ќерка. Der Tag endet mit einer Überraschung. Денот завршува со изненадување. И последен пример за ова видео. Die Familie träumt von einem eigenen Haus. Семејството сонува за своја куќа. Се надеваме дека дадовме доволен број на примери. Ако ви се допадна видеото, знаете што треба да направите. Лајк и субскрајб. Се гледаме на следното видео. Чус!